Почитувани представници на медиумите, најпрво да ви го честитам 3 мај, светскиот ден на слободата на медиумите, и да ви изразам почит за храброста што вашите секојдневни работни обврски ги извршувате во вакви недемократски услови. Овој ден го одбележуваме со најновиот извештај на Freedom House за слободата на медиумите. Тој извештај го потврдува континуираниот пат на слободата на медиумите во Македонија. Последните 5 години Груевски и фамилијата, спротивно на сите демократски стандарди, ја злоупотребуваат, контролираат, креираат и манипулираат со работата на македонските медиуми. Само за подсетување, премиерот, владините функционери, неговите лични советници во многобројни наврати ги делеа новинарите на предавници и патриоти, а некои од нив ги издигнаа на ниво на кодоши. Шефот на кабинет на премиерот и генерален секретар на ДПМН правеше списоци на подобни и неподобни новинари, воспоставувајќи пракса на директен притисок врз уредувачката политика на повеќето медиуми. Обезбедувањето на премиерот неколку пати се прослави со делење тупаници и закани за новинари кои само си ја вршеа својата работа. Јавниот сервис се претвори во партиски штаб на ДПМН, чија програма, кога не се користи за величање на пастирот, се употребува за промоција на лажни политики и создавање лажна историја. И конечно власта на Груевски отворено се залага за затварање на сите критички медиуми. Неговото мото за медиумите е јасно: или ќе ве контролирам, или ќе ве затворам. Резултатот од ваквото недемократско владење на Груевски е драматичен пат на слободата на медиумите во Македонија во сите светски извештаи. Спаднавме на дереđа да се споредуваме со земји како Боцвана, Бутан, Танзанија, Гана, Суринам. Земји кои дури се подобри од нас во однос на слободата на медиумите. Работите во Македонија мора и ќе се променат. На 5 јуни завршува најмрачниот период во македонското новинарство и слободата на медиумите. Со формирањето на владата на СДСМ завршува молкот "Се враќа слободата". Притоа, ве упатувам да ја прочитате изборната програма на СДСМ во делот на слободата на медиумите, каде што ќе ги најдете и нашите конкретни решенија за овој исклучително важен сегмент на македонската демократија. И конечно сакам да искористам оваа прилика да ви информирам дека од денес почесто ќе се гледаме и ќе комуницираме, бидејќи добив привилегијата и довербата да бидам портпарол на изборниот штаб на СДСМ на престојните парламентарни избори.